Кога вината не може да се пронајде во собствените редови, тогаш е најлесно да им се натовари на несовесните граѓани кои биле толку замајани од пандемијата што во држава во која на секој шалтер, требало или не, мора да се легитимираш. Едноставно заборавиле дека пасошите или личните карти им се неважечки. Едноставно имаше зголемен обем на побарувачка, заради позната ситуација, нели ковид ситуацијата, многу од луѓето не виделе дека им истекуваат личните документи. Ваквото објаснување е инфантилно и подценувачко за здравиот разум и тоа за редовна тендерска процедура. Под сомнеш ја доведува можноста владините чиновници да завршат работата која тежи повеќе од половина милиарда и која сите ја ветуваат, а никој не може да ја исполни. На следното гостување кај вас ќе пишете овде на петка, ако успее Чебрен. Нема проблем, договорено. Ако не, така една голема бандера единица, ако не успее. Договорено. Без оглед на расплетот за кој се разбира дека јавноста ќе биде сведок, тоа што се открива од поведението на премиерот е дека постои некаков проблем, штом за оценка ја нуди својата рака, оти вообичаено е тие да се ставаат во свидетелство. До крајот на летото пандемијата веќе, да речеме, ќе ја снема, тогаш по добри услови ќе имаме за доделување на свидетелствата, но тука имаме и законско покритие, да речем, значи во текот на учебната година никаде не пишува дека во месец јуни или јули и така натаму. Додека учениците заминуваат на распуст без документ за успехот, за некои други акти за легитимација, сепак се брза и за нив не важат никакви протоколи. Оти тие не се сайт ефект, туку срцевина на пандемијата од која е заразен главниот град. Јас како струмиченец, кој што голем дел од времето поминам во Скопје, ми пречи ова сивилото на паркингот спроти Холидеј. Па да има барем дрвца, некој засаден или слично. Интересно е кога власта сака да го префарбува секојдневието, ама не ако со незин благослов. На истото место ќе доминира бетонска нијанса на истата ахроматска боја и тоа на 20 ката, високи и недостојни за Скопје, како бугарското вето за Македонија и за Албанија. И едното и другото се толку јасни што за нив не е потребно толкување. И да го сочуваме нашето достоинство. Translator not good, nor in Macedonian, neither in Albanian. So. Без фjalën e parë më jep lutem. Живели. А? Живели. Yes. И на крајот, на здравје на власта, кога опозицијата го апострофира својот изгледа единствен адут. Иначе, ако треба да се надвикуваме, ќе надвикаме убедливо. Не е проблем. Значи, вака. Од тоа постојано надвикување меѓу партиите. Никогаш нема да се чуе гласот на оние што треба да се слушаат. Граѓаните. Живели. Yes.